На 16 март 2025 година во дискотеката Пулс во Кочани се случи трагичен пожар кој одзеда многу животи и предизвика бројни повреди. Настанот остави длабока трага во македонската јавност, а институциите и здравствените работници вложија максимални напори за да им помогнат на повредените. Хронологија на настаните. 16 март пожарот избувна во доцните вечерни часови во дискотеката Пулс во Кочани. Според сведоштва, пожарот се проширил брзо поради запалливите материи во објектот, што резултирало со тешкоти во евакуација на присутните. Во дискотеката концерт имале познатото дуо ДНК заедно со бендот. На снимката која протече на социјалните мрежи се гледа дека искри од прскалките на пиротехниката се причина да се запали кровот од дискотеката и со голема брзина да се расшири. Членовите на бендот најавуваат на микрофонот за брза евакуација на присутните. Членовите од обезбедувањето помагаат за евакуација. Помага и полицијата која била присутна во облик на рација, како што тврдат изворите. Помага секој што може. Луѓето се во паника, се случува стампедо. Едни паѓаат, други се гушат во чадот. Трети не успеваат да се спасат. Андреј Оденка успева да се извлече, но се враќа да помогне во извлекувањето на децата. Потоа му се губи трага. Членовите на бендот настрадуваат. Веста за трагичниот настан се шири низ државата и регионот. Медиумите почнуваат да известуваат. Граѓаните се во паника и неверување. Првата информација е дека има 51 загинато лице и над 150 тешко повредени. Се работи на идентификација. Семејствата се во паника. Растревожени мајки, татковци, браќа и сестри чекаат пред болниците, каде што се пренесени повредените и загинатите. Се вадат списоци, се трага полицијата, се алармира цела држава. Социјалните мрежи горат, јавните личности се во паника, известуваат кој каде може и како може. Болниците се преполни, почнува да се дознаваат и првите жртви, меѓу кои е најмладата од 14 години. Андреј Оденка е починат, го идентификува сопругата по часовникот. За жал, помеѓу жртвите заедно со него страдаат и други членови од бендот. Младиот музичар од Струмица, тапанарот на бендот Ѓорги Ѓоргиев, Сара Пројковска, бек вокал на бендот, Филип Стевановски и Александар Коларов, Александар Ефремов, тон мајсторот на бендот, Игор Ефремов жури, Мартин Атанасовски, познат како Буцо Битбокс, кој честопати настапуваше со групата ДНК. Во несреќата тешко е повреден и Владимир Блажев Панчо, членот на групата ДНК, кој според неофицијалните извори е примен во критична состојба на одделот за интензивна нега во комплексот Мајка Тереза во Скопје. Подоцна се дознава дека Панчо е во лоша здравствена состојба, со изгореници и на кислородна поддршка. Екипата на Хајп Македонија пристигнува на лице место. Еден дел на клиниките во Скопје, друг дел од екипата во болницата во Кочани. Таму сликата тажна и трагична. Избезумени семејства кои не знаат дали децата им се живи или не. Времето минува бавно. Секоја секунда е вечност. Еден по еден добиваат информации за своите чеда. Се слушаат лелеци и пискотници од мајките кои едва стојат на нозе. На лице место е Марија, малку повредена физички, душевно скршена. Била на лице место во дискотеката на смртта. Успеала да се спаси, но се вратила да ја бара сестри. Во стампедото не успева да ја најде. Паѓа на земја, ја газат. Успева да се извлече повторно. Избезумено ја бара сестри во клиниките, за подоцна да дознае дека не е помеѓу живите. Министерот за здравство Арбен Таравари информираше дека 118 лица се хоспитализирани во болниците од Кочани, Штип и Скопје. Од нив 18 беа во критична состојба. 17 март 2025. Поради сериозноста на повредите, беше одлучено 20 од најтешко повредените пациенти да бидат пренесувани на лекување во странство, во соработка со медицински центри од Бугарија, Србија, Грција, Турција и многу други земји кои што се понудија за помош. Трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани се најде меѓу најфаталните пожари во Европа и светот. Пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, која потресе цела Македонија и регионот, сега се најде на листата на најфатални пожари што се случиле во ноќните клубови низ Европа и светот. Пожарот кој однесе 59 животи и остави повеќе од 150 повредени, стана дел од трагичната историја на катастрофи во ноќните клубови, на која се наоѓаат и други горчливи моменти од минатото. Надлежните потврдија дека е уапсен Дејан Јованов, познат како Деко, сопственикот на дискотеката Пулс, каде во пожар загина огромен број млади луѓе, а над 150 беа повредени. Граѓаните на Кочани го искажаа својот револт на масовен протест што започна пред јавното обвинителство и основниот суд во Кочани.
Градоначалникот на Кочани, Љупчо Папазов, поднесе неотповиклива оставка. Се собраа демонстранти, маршираа низ градот, а нивната цел беше домот на градоначалникот во оставка. По патот групата незадоволни граѓани демолираше возило на Карко Експрес, компанија за која се тврди дека е поврзана со сопственикот на дискотеката Пулс. По пристигнувањето пред домот на Папазов, демонстрантите го пробија полицискиот кордон, почнаа да фрлаат по куќата со јајца и камења, барајќи правдина и одговорност за трагедијата што го зави градот во црно. На протестот учествуваа и голем број млади лица, блиски на загинатите. Тие гласно порачаа дека нема да запрат додека вистинските виновници не бидат извадени пред лицето на правдата. Правдина за нашите ангели одекнуваше низ улиците на Кочани, додека очајните семејства и пријатели на жртвите бараа конкретни чекори од институциите. Маса на луѓе го демолираа вториот угостителски објект на сопственикот на дискотеката Пулс. На видеата кои кружеа по социјалните мрежи се гледа како маса на луѓе фрлаат со остри и тешки предмети кон локалот, кој се наоѓа во центарот на градот. Транспорти во странство на 12 повредени префрлени се на лекување во Србија, Грција и Австрија. Со авион беа префрлени уште 12 пациенти во Белград. 4 ќе бидат згрижени на Воено-медицинската академија, а останатите 8 во Универзитетскиот клинички центар, информираше доктор Игор Николов, кој е одговорен за комуникацијата во врска со состојбата на пациентите во странство. Со овој нов бранд на транспорти, вкупниот број на пациенти испратени во Србија достигна 29. Покрај 20 повредени ќе бидат лекувани во Виена, додека 3 заминуваат за Атина. Во Скопје на клиниката за токсикологија згрижени се 10 пациенти со интоксикација од гасови, а сите што претходно беа во Кочани се префрлени во главниот град. Дополнително 3 лица се под лекарска обсервација поради вдишување на токсични гасови. Во земјата пристигнаа медицински експерти од Израел, Србија и Чешка за да им помогнат на македонските лекари во третманот на повредените. Српската влада донесе одлука да го прогласи 18 март за ден на жалост, по знак на сочувство и почит кон жртвите од катастрофалниот пожар што избувна во дискотеката Пулс во Кочани на 16 март, при што животот го загубија најмалку 59 лица, а над 150 беа повредени. На територијата на Србија, радиодифузните организации се обврзани своите програми да ги приспособат на денот на жалост, односно да емитуваат содржини соодветни за трагичниот настан, без хумористични, забавни или народни музички емисии. Покрај тоа, културните институции како што се музеи, театри, кина, архиви и организации со музичко-сценски програми ќе ги прилагодат своите активности во согласно со Националниот ден на жалост, изразувајќи почит кон жртвите и нивните семејства. Во Македонија е прогласена 7-дневна жалост. Притвор за 14 осумничени за пожарот во Кочани. Помеѓу приведените се наоѓа и поранешниот министер за економија Бектеши, како и неколку поранешни актуелни функционери поврзани со издавањето на дозволите за работа на дискотеката. Според истрагата, осумничените се товарени за злоупотреба на службена положба, корупција и несоодветно работење, што придонело за трагичните последици од пожарот. Истрагата продолжува, а јавноста очекува брза и правечна постапка за утврдување на одговорноста на сите инволвирани. Завршена обдукцијата на телата на жртвите во Кочани. Се заврши и обдукцијата на жртвите од пожарот, соопшти министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Институтот за судска медицина интензивно работеше на обдукцијата и идентификацијата на жртвите од трагичниот пожар. Паралелно се спроведуваше и ДНК анализи, при што се земени примероци од роднините на пациентите за споредба. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски информираше дека се идентификувани и е завршена обдукцијата на сите 59 починати лица од трагичниот настан во Кочани. При пожарот, како што посочи, со повреди се здобиле 196 лица, од кои 20 се деца. Во однос на 59 починати лица, сакам да истакнам дека сите се идентификувани. И на 18 март 2025 година е завршена обдукцијата за сите. При пожарот со повреди се здобиле 196 лица, од кои 20 се деца, рече Тошковски на пресконференцијата. Тој информираше дека во тој момент 93 повредени се на лекување во скопските болници, а 80 се транспортирани
транспортирани во странство и тоа во Србија, Бугарија, Турција, Грција, Австрија, Литванија, Словенија, Унгарија и Хрватска. 19 март 2025. Министерот Таравари информираше дека состојбата на пациентите е стабилна, но 20 од нив остануваат во критична состојба. Тоа апелираше до сите кои биле присутни во дискотеката да се јават кај своите матични лекари за превентивни прегледи. Изјави од надлежните. Арбен Таравари, министер за здравство, со длабока тага ја прими веста за страшната трагедија во Кочани. Ова е тежок и многу тажен ден во Македонија. Загубата на толку многу млади животи е ненадомеслива. Јовица Андоновски, заменик министер за здравство. Посетивме тројца пациенти во Универзитетскиот клинички центар во Ниш. Двајца се стабилни, а еден е во потешка состојба. Состојба на хоспитализираните деца. Меѓу повредените имаше и малолетни лица. Министерот Таравари потврди дека никој од нив не е во критична состојба и добиваат интензивна нега. Број на починати. Точниот број на загинати не е официјално објавен, но се претпоставува дека е значителен, со оглед на сериозноста на настанот и бројот на хоспитализирани во критична состојба. 20 март 2025 година. Погребите на жртвите се одржуваат на 20 март 2025 година во Кочани, Штип, Облешево и Скопје. Граѓаните масовно изразуваат сочувство и поддршка на семејствата на загинатите. Оваа трагедија покажа важноста на безбедносните стандарди и потребата од брза и координирана реакција на институциите во ваквите случаи. Екипата на Хајп Македонија изразува длабоко сочувство до семејствата на сите жртви и им посакува брзо закрепнување на сите кои што се борат со повредите.